Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be Голманот на македонската ракометна репрезентација Борко Ристовски и неговата партнерка Николина викендов во познат скопски хотел направија голема свадбена веселба. На свадбената церемонија имаше околу 200 гости, а највесел беше нивниот син Душан. Ексклузивно ви доловуваме дел од свадбената веселба на Ристовски и еве што тој кажа пред нашата камера. Дали може да ни кажеш какво е чувството да бидеш младо жења? Добро, нормално, ова е, не може да кажам, ќе е многу искуство у ова. Прв пат и за мене, така да и тоа... Каде ви е малото? Малото е горе го чуваат, ќе се симне покасно. Значи таа е модерна свадба? Да, модерна. Така да... Какво е чувството да бидеш сопруга на еден ваков познат ракометар? Прекрасно. Како те побара за жена? Како ме побара за жена? Не смеам да кажам. На утакмица? Не. А може да име прстенот? Бурмата. Ова е бурмата, да. Ова не го носам. А како ме побара, тоа ќе остане тајна. Нешто малку. Нешто малку, многу емотивно. Јас сум... Многу емотивно. Јас сум... Може да делувам вака дека не сум... Дека нели... Неам многу срам или нешто, меѓутоа за тие работи стварно сум... И бев доста повлечен и доста ми беше незгодно и ми требаше да помине доста време да останеме заедно сами за да го направам тој чин. Ја го носев прстенот за мене. Стварно? Да, доста време и... Вака делуваш на тенерето порно? Па добро, да, затоа и кажам, делувам така, меѓутоа стварно тој дел малце ми е како што кажам, никогаш не сум барал никого за жена, ми беше... Борко беше облечен во сиво елегантно одело, а невестата во раскошна венчаница од тантала, подпишана од познат дизајнер. Младинците првиот танц го одиграа на романтична песна од Тони Цетински, насловена "Ја не знам никог болег од тебе". Ни открија и каде ќе го поминат медениот месец. Каде ќе идете на меден месец? Па уште не знаем. Не знаем уште не тоа. Прва прилика. Тоа е више секој оди таму да избереме нешто ќе Меден месец на Трибини. Сега на светско. Светско? А заминувате од Македонија, така слушнав. Па добро, на 9-ти одиме, имаме светско првенство во Германија и после тоа се враќаме во Македонија, ќе добиеме неколку слободни денови варда. Веројатно од клубот и после тоа продолжуваат стандардни обрси. А меден месец ќе оставиме за лето. Добро, за лето. Ете, пак ќе биде Малдиви. Па добро, Малдиви си тоа на Малдиви, така да нека ви се среќа, ја посакам многу успех. Видите поредок ексклузив. Фала ви многу. Фала ви многу. Екипата на Ексклузив им посакува долг и убав заеднички живот. Zaboravi na sve, ti si